Добре дојдовте во процес. Го одбележавме меѓународниот ден на ромите, но проблемите останаа. Има ли во оваа држава волја да се сменат работите на подобро во однос на дискриминација на ромите, во однос на образованието, пристап до здравствени услуги, рамноправно учество во сите сфери на општественото живење? Во студиото со мене се Сенада Сали, адвокатка во Европскиот центар за права на ромите со седиште во Будимпешта и најново во Брисел, Мухамед Ајваз од невладината организација Хера и Елвис Шакир од Ромалитико, правник исто. Така. Добре дојдовте. Добро ве најдовме, благодариме за поканата. Се одбележаете меѓународниот ден, недолава, бевте во владата, го слушнавте обраќањето на премиерот Заев, но и тој ве слушна вас. Мене ми беше многу импресивен момент кога една ваша колешка, Фикрија Тајер, се обрати со зборовите: господине Заев, нема да си одите, кога тој тргна да си оди, ќе ни дадете 20 минути да не слушнете и нас ромите. Тоа беше навистина еден многу онака импресивен момент и навистина остана и ве слушна. Да. Каков е вашиот печаток? Има ли волја оваа влада да почнува да ги менува работите? Проблемите за кои што ќе зборуваме понатаму. Кој од вас сака? Ја ќе почнам јас, па потоа ќе оставам на колегите. Да, тоа што се случи во собрание пред неполни 2 дена беше изненадување и за нас, а сметам и дека за представниците на власта, на дипломатскиот корпус, на пратениците од собранието исто така беше изненадување. Подолго време младите роми кои што се едуцирани и повеќето од нас кои што завршиле во странство некакви универзитети, па сега се вратија назад во Македонија со желба да поминат, да променат состојбата на заедницата на која што припаѓаме, си ги имаме овие внатрешни немири за тоа што се случува со нашата заедница и ги чуваме сите од нас внатре во нас. Ова беше момент дел од нас, тројцата говорници, Фикрија, Елвис и јас, да споделиме тоа што повеќето од нас го чуваат како немир. Односно таа неправда која што се случува во заедницата, како од аспект на вработување, така и од аспект на дискриминација, говор на омраза, од аспект на нашиот јазик, негување на нашиот јазик и нашата култура, нашиот идентитет. Беше одлична можност да бидеме слушнати од оние кои што може да направат промена. Поради тоа што најчесто ваквите настани се организирани од роми за роми. Ова беше промена, ова беше од роми за оние кои што поседуваат моќта, кои што за жал се најчесто не роми. И прв пат да ве изслушаат. Да, и не изслушаат до крај, благодарение на Фикрија која што стана и кажа нема каде да си одите, сега е време нас да не слушате. И беше навистина позитивно што беше прифатена таа сугестија, остана, не слуша и покрај тоа што бевме навистина критички кон нив. И после тоа дојдоа и се поздравија со нас и тоа беше исто така гест кој што покажува дека го испочитува и смета дека е нешто позитивно тоа што ние го пренесовме дента преку нашите говори. И вие имавте исто така многу импресивен говор. Доста критички говор. Доста критички, меѓутоа секој од нас имаше и препораки. Нашите говори не се однесуваа само на личноста на премиерот или на представниците кои што беа таму од Европската институција, на Бујар Османи. Значи, нашите говори беа пред се насочени кон она што тие може да го направат за ромите и она што не е направено. Така да сметам дека не беше само плукање по нешто што е направено, не е направено, туку имаше конкретни препораки во секој од говорите и тоа што останува сега се надеваме дека тие препораки ќе бидат ставени во пракса, односно ќе бидат искористени за некаква промена за наредниот 8 април, кога повторно ќе се сретнеме со власта која ќе не представува во тој период, да се пофалиме дека тоа што било кажано во 8 април било ставено во функција. Добро, пред да продолжиме со најбитните, клучните проблеми, ме интересира, има ли некој најголем проблем кој што нашата држава ја одвојува од останатите или пак секаде исто во регионот, односно проблемите?
за круцијалните проблеми? Па видете сега, мислам горе-долу проблемите на ромите во секоја земја горе-долу се исти, доколку зборуваме за состојбата, ако правиме компарација на состојбата на состојбата на ромската заедница во Македонија и надвор. Балканот или тука регионот. Па видете, јас би рекол дека точно е дека во Македонија можеби сме повеќе интегрирани затоа што нели со устав, нели сме влезени во устав како народ. Меѓутоа, не треба секогаш да излегуваме секоја со аргументот дека тука во Македонија ние сме најдобро позиционирани, па ајде сега ништо не правиме за ромите, видете што ви се случува надвор. Инаку, покрај тоа што ромската заедница се соочува со социоекономски прашања, надвор во земјите во Европска унија може да видиме дека имаме пораст нели на расизам. Имавме, ајде ќе ја земеме Маđарска, Унгарија, извинете, како пример. Таму имавме во изминатите неколку години дури и убиства, нацисти влегуваа во ромски населби, имаше жртви, мислам дека 2 или 3 деца кои што беа на возраст од 4 или 5 години. Меѓутоа, проблемите на ромската заедница горе-долу насекаде се исти. Мухамед, како е во заедницата, еве? Вие како невладина организација најмногу сте лоцирани во населбата Шуто Оризари, освен со здравствените проблеми за кои што ќе прозбориме. Тука е проблемот со невработеноста, со социјалата, со... Најпрво благодарам на поканата. Истовремено ја користам приликата да им честитам и на Елвис и на Сенада за одличните говори. Тоа е таа млада движечка сила која што се надевам дека ќе има се повеќе и повеќе. Радоста првенствено кај мене тоа што почна неколку дена пред 8 април таа прослава на нашиот празник и за разлика од минатите годинава почнавме малку поактивистички да делуваме и да го означуваме нашиот ден. Хера, заедно со иницијативата на жени од Шуто Оризари, годинава го одбележавме настанот со повеќе се посветивме фактички на општата популација. Поставивме тркало на плоштадот на среќата. На плоштадот на Скопје со вкупно 12 пораки, меѓу кои наведовме различни проблеми со кои се соочуваат, почнувајќи од здравството, невработеноста, па дури до забранет влез на базените во Република Македонија, така што општата популација имаше прилика да го сврте тркалото и барем на минута да биде во позиција на ром и лично да се запознае со тоа како е да се биде ром во Република Северна Македонија. Генерално, да одговорам на прашањето, нели, ние сме фокусирани првенствено на здравството, но ако зборуваме за дискриминацијата во нашата држава, дискриминацијата е фактички извршниот дел, оној последниот дел. Претходно имаме неколку фази што доведуваат до таа дискриминација. Ја би се навратил 3 или 4 чекори наназад. Тука се тие негативни наративи што владеат за ромската заедница, кои почнуваат од самото воспитание на родителите кон децата. Колку пати јас се сретнав случајно сосема каде што родител, не ром секако, на своето дете му кажува биди мирен или ќе те украде циганката. Тоа е само почеток на креирање на таа одбивност, нетрпеливост, одбрана од мали нозе, а потоа институциите со одредени рестриктивни моменти влијаат кон тоа да се градат негативни наративи за ромите. Последиците се, чисто да наведам неколку бројки, само во 2018 година, согласно нашата правна помош на Хера, прекршени се 98 случаи се евидентирани, од кои прекршени се 78 здравствени права. Пред се фокусот е на нелегална наплата на здравствени услуги од страна на матичните гинеколози, укинување на социјална парична помош и останати проблеми за кои ќе говорам во продолжение од това. Сенада, вашата организација беше првата која почна отворено да зборува за смртноста во затворите. Имаше, ми се чини, 4 случаи за кои што вие, ако не се лажам, имате и колективна тужба поднесено.
Вие проговоривте за случаите со девојчињата во домот во 25 мај. До каде се тие случаи? Има ли некаква разврска? Така, јас би се вратила на вашето претходно прашање, поради тоа што од правен аспект ние имаме на некој начин евиденција за тоа кои се поспецифични проблематики на ромската заедница во конкретна држава, од правен аспект, значи тоа што е застапувано пред судовите. И во Република Македонија како посебни видови на случаи кои што ни се имаат појавено во однос на ромите пристапот кон права е всушност напуштањето на сопствената држава. Тоа е специфична група на случаи, всушност, кои се појавија како проблематика само во Република Македонија. Од сите други држави каде што работиме во 15 држави низ Европа. Тие случаи беа опфатени со правен инкубатор од над 40 случаи кои што беа застапувани пред различни судови низ државата. Имаме пресуди кои што се позитивни и кои што се негативни, и сега дел од тие случаи се веќе пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Другиот вид на случај кој што е специфичен исто така за Република Македонија е ова што го напоменавте, смртта на затвореници роми под многу сомнителни околности во затворите низ државата. И би ве коригирала, не се 4, туку се 5 случаи, меѓутоа овие 4 се доскорешни. Почна од 2017 година, па се провлекоа низ 2018 година. Имаше и предходно постар случај, пред 5 години пред овие случаи, значи, од прилика 2010-2009 година беше случајот. Тој случај беше првиот случај кој што Европскиот центар за права на ромите се одлучи да го заставува и да истражува што точно се случувало. Се работи за смрт на затвореник ром во затворот во Гевгелија. И таму исто така истата причина, предозираност со метадон. Значи во сите овие случаи обдукционите наводи покажуваат многу висока доза на метадон во телото на починатите. Првиот случај кој што го застапувавме се нарекува Еминов. Тоа е презимето на семејството кое што се беа наши клиенти во тој период. Веќе не се, поради тоа што случајот е завршен. Случајот стигна до Европскиот суд за човекови права и таму после преговори со владата на Република Македонија, владата реши да прифати спогодба, односно решавање на случајот преку одредување заеднички со семејството на компензација, висина на компензација, со тоа што беше повлечен од листата на случајот на Европскиот суд за човекови права. Откако тој случај беше разрешен, помина некое време, меѓутоа ние понатака продолживме да истражуваме што се случува во затворите и нели го добивме тој прв случај кој што беше во всушност втор случај, меѓутоа прв случај во овие последните години. Тој датираше од 11 април 2017 година, значи на 11 април 2017 година почина Андријас Реджепов. Тоа е лице затвореник во затворот во Идризово. Исто така причината според обдукциониот наод кој што ние никогаш не го добивме официјално, туку беше единствено даден на увид на адвокатката која што работеше на случајот. Исто така во тој обдукционен наод беше прикажано предозираност со метадон. После Андријас, после 1,5 недела, на 22 април, значи немаше ни поминато месец од самиот настан, ние дознавме за уште еден случај на смрт на затвореник ром, овој пат во затворот во Штип, Ердал Јусеинов. Тој исто така почина многу млад, значи Андријас имаше 21 година кога почина, а Ердал 25 години. Значи говориме за млади лица во кои што постои навистина надеж преку интеграција да си го обноват животот и да може да се вратат на своите семејства и да се грижат за нив. И никој не одговори од каде тој метадон, таа количина на метадон во затворот. Имавме постапки покренато пред јавно обвинителство најпрво, кривични постапки. Добивме одговори кои што беа навистина апсурдни. Обвинението кој што го покренавме против самите затвори и нивната служба беше на некој начин отфрлено поради тоа што одговорност обвинителите сметаат дека не постои во затворот, поради тоа што предозираноста со метадон била на некој начин акт на самоубиство на лицата. Односно тие самите посегнале по метадонот, а не биле на некој начин, не им било дадено
не им била дадена официјално од службите. Метадонот? Тоа е интересно поради тоа што понатака во одговорите на обвинителство се креира една интересна приказна која што наликува на некој филм, кој што јас навистина не знам колку треба да бидеш талентиран, колкава фантазија треба да имаш за до таму да стигнеш во оваквите образложувања, меѓутоа објаснувањето на обвинителство беше дека и овие објаснувања нели доаѓаат од разговорите кои што обвинителството ги правело со затворските служби. Е всушност дека знаеме дека во затворите постојат затвореници кои што се на метадонска терапија. Но тоа е доза за лекување и тоа е определена доза. Тие се затвореници кои што веќе се зависници од дроги и при самиот влез во затворот било евидентирано дека потребно да се стават на метадонска терапија. Меѓутоа, сите наши клиенти кои што починале во затворот, тие не биле корисници на дроги пред да влезат во затворот. Се работи за лица кои што не биле евидентирани како лица на метадонска терапија и нивното објаснување е всушност дека лицата кои што се официјално евидентирани на метадонска терапија ја злоупотребуваат метадонската терапија на тој начин што кога ќе дојдат пред шалтерот каде што сестрата во затворот треба да им ја даде конкретната доза на метадон, тие метадонот го земаат во уста, меѓутоа не го голтаат, туку го чуваат под јазик. Со тоа што кога се враќаат во нивната ќелија, го isfрлаат во некакво пластично канче и потоа го препродаваат натре во затворот или го даваат како услуга на некој друг затвореник кој ќе им побара метадон. Целата таа приказна, која што ние ја добивме и можам да ви ја покажам преку официјални документи на обвинителство, ние не можевме да поверуваме во такво нешто и дури да е вистина, повторно постои одговорност. Каде е таа контрола? Каде се тие служби, каде се тие чувари кои што треба да се грижат за овие затвореници и токму поради тоа двата случаи кои ги спомнав, и случајот на Андријас и случајот на Ердал се пред судот во Страсбург. Судот покрај тоа судски застапуваме уште еден случај, случајот на Суткие. Тоа е жена ромка која што почина во затвор, се жалеше на здравствени проблеми. Така. И согласно анализите што ги имаме по консултации со експерти во здравството, таа имала право да биде префрлена на лекување, не да остане во затвор. Значи не префрлањето нејзино на лечење довело всушност таа да трпи болки и да дојде до смрт. На жената. Не и верувале, да. И уште еден случај, тоа е последниот случај, случајот на Беким од Битола. Исто така се работи за предозирано со метадон, истото образложение и дополнително таму се случува и давање на лекарства од страна на затворските здравствени работници, заради тоа што тие имаат амбуланти во затворите, давање на диагноза, односно лек, кој што не бил дозволен поради тоа што тој имал проблеми со желудникот. Значи, тој лек не смел да биде пропишан и доколку самиот лек го земете, јас го зедов тој лек и го прочитав во упатството, внатре пишуваше дека се забранува, има синергетско дејство доколку овој лек се даде на лице кое што подолго време хронично боледува од болки во желудникот. Така да сите овие случаи се укажуваат на нешто поструктурно, нешто кое што многу работи кои што треба да се објаснат за состојбата во затворите. Така. Малку покасно ќе зборуваме за девојчињата, веројатно имате околу нив. Ја сакам малку околу невработеноста. Во делот на невработеност, ако мислите за правишна застапеност или генерална невработеност, во делот на правишна застапеност, јас тоа го всушност го зборев и на завчерашниот настан во Собранието на Република Северна Македонија. Според извештајот на Народниот правобранител, затоа што Народниот правобранител нели по закон ја има надлежноста да ја мониторира, да ја следи правишната застапеност по институции, според нивниот извештај произлегува дека од 1276 институции кои што им одговориле во однос на тоа колку припадници од заедниците имаат така. Произлегува дека во повеќе од 1040 од 1276 немаме ниту еден вработен ром. На јавни, се мисли на јавни. За јавни, така. Во делот исто на вкупно вработени, процентот на ромската заедница е 1,3%,
од 2,66, нели, 2,66% треба да бидеме застапени, меѓутоа сега 1,3, тоа е во бројка околу 1715 вработени, од кои според наши анализи, затоа што ние во нашата организација малце подетално ги анализираме бројките, затоа што Народниот правобранител кога го публикува извештајот, тој е поделен само на нераководни и раководни позиции. И од истите ние и меѓутоа ние од истите бројки не може всушност да утврдиме дали тие се службеници, да речеме службеници по позиција референт или помлад соработник, не државен службеник, или пак се хигиеничари во институциите, затоа што јас кога прв пат го видов пред неколку години на извештајот, видов роми во основни судови, не знам, во некои министерства, за кои што ние горе-долу се знаеме, сме мала заедница и се знаеме горе-долу кои сме, што сме. Јас бев прилично изненаден кога видов дека во основен суд Скопје 2 имаме вработен ром. Ние со нашата организација, со барање на информации од јавен карактер, ги побаравме информациите од Секретаријатот за спроведување на рамковен договор, тоа беше во далечната 2015 година, да ни дадат вработени по основ на образование, и кога ни ги дадоа информациите по основ на образование, ние веднаш заклучивме дека всушност, да речеме, таа личност која што била вработена во основен суд Скопје 2 било лице со основно образование, и веднаш ние свативме дека тоа се хигиеничари или евентуално технички персонал. Меѓутоа, од извештајот на Народниот правобранител, сега кога зборуваме затоа што тој е официјален, не институција, од 1715 ние веднаш ги детектиравме дека повеќе од 900 ни се вработени во јавни комунални предпријатија. Потоа имавме вработени кои што се исто голем дел, надвор од останатите, имаме кои што се како хигиеничар или технички персонал. Всушност ние државни службеници немаме повеќе од 100 лица. И всушност, сега кога ја гледаме таа процентуална застапеност од 1,3, таа е фингирана процентуална застапеност, затоа што ние во тој случај не можеме да зборуваме за правишна застапеност по институциите, кога ние во 1040 не сме застапени, ние сме презастапени во јавни комунални предпријатија, и тогаш ние не може да зборуваме за реална застапеност. Особено загрижувачка е состојбата во делот на раководни позиции, затоа што во делот на раководни позиции ние сме последни на листата, иако сме четврти како етничка заедница. Јас не би сакал... На што се должи тоа? На политизацијата или се должи на во доменот на образованието? Јас не верувам дека нема со соодветно образование. Видете, јас и тоа и го спомена во собранието. Мислам на партизацијата, не на политизацијата. Видете, партизацијата е, мислам, кај нас се сватен као нормален процес, затоа јас ќе зборувам као нормална работа. Меѓутоа, во делот на квалификации не би рекол, затоа што ние имаме доволен кадар. Ако во минатото можевме да говориме дека немаме луѓе, затоа што со високо, тоа радува. Да, мислам на годишно ниво ние имаме околу 30 дипломирани само во високо образование, така да веќе аргументот дека немаме кадар не може да помине, не држи. Меѓутоа, во делот на раководни позиции, како што кажав, ние сме последни на листа. Не е убаво да правиме компарација со останатите етнички заедници, меѓутоа кога зборуваме за правишна застапеност, јас би напоменал дека другите помали заедници кои што се помалку во број од нас, да речеме српската, влашката, божначката, се понапред од нас. Ќе си го барате ли ова право понатаму? Гледам како група се издвојувате, сте борбени. Јас избегнував овој момент за таа процентуална застапеност да не се фатиме, но е на вистина. Видете, мислам, имаме од 2001 година се спроведува Охридскиот рамковен договор. И сега мислам со неговото затворање, нели, сега имаме ново министерство за политички системи и односи со заедниците, ние веруваме дека ќе се најде соодветен човек од ромска заедница кој што ќе застане
таму во некоја позиција. Барем еден. И ќе потпомага за зголемување, затоа што е навистина болна точка. Од друга страна, ако видиме, ние имаме здравствени медијатори, ние имаме образовни медијатори. Ако ние имаме правична застапеност, ако ние се вработиме, ако нашите кадри се вработат како наставници, учители во образование, тогаш нас не ни треба медијатори кои што ќе посредуваат помеѓу ромската и заедница и институциите. Тогаш ќе имаме луѓе кои што ќе бидат внатре, ќе работат. Ние ќе сме институцијата. Да, инаку во делот на тоа дека ете се малку поактивно, инаку и ете јас би напоменал дека јас, Фикрија и Сенада, ние магистриравме на Централно Европскиот универзитет во Будимпешта. И имавме голем број на можности да останеме таму и да работиме надвор. Меѓутоа, тоа не водеше мотивацијата да вратиме назад на заедницата, да се вратиме назад и да ја потпомогнеме заедницата да оди напред. Ме изненадува тој момент, бидејќи во минатото, не дека имам чувство, но барем јас луѓето што ги познавам, бегаат на некој начин од заедницата, значи се школуваат и не остануваат во заедницата да помогнат на својот народ, туку одат или некаде надвор, или во друга населба, или скроз изолирано живеат. Тоа се провлекуваше до сега, вие сте некаква нова движечка сила на вистина што изненадува. Така. И важно е да се напомене дека ние не сме единствените. Значи, на истиот универзитет... Кога велам вие, не мислам на вас двајца или тројца. Да, меѓутоа Елвис спомена дека ние тројца сме завршили на Централно Европскиот универзитет. Таа генерација, ние бевме повеќе од 10 роми од Македонија кои што студираа на Централно. Се вратија сите тука или не? Па повеќето, да. Скоро сите се вратени назад и скоро сите работат во невладин сектор. Јас не знам некој да е влезен во државна институција. Која е причината, дали самата репулсивност која што моментално политиката ја има кон ромските интелектуалци? Ама еве имате ваш представник. Јас не знам, не само сега, него и претходно имам чувство дека многу малку е направено. Да, имаме представник, меѓутоа таа комуникација не е комуникација која што може да ни овозможи на нас да влеземе во политиката, туку единствено комуникациите меѓу нас се кога на нив им требаат некакви статистички податоци за да ги искористат нели за нивните говори, за нивните пропаганди, за нивните потреби. Многу ретко таа соработка е на ниво дај да те вклучиме и тебе во процесот за да имаме образована личност ромка, да кажеме жена, поради тоа што особено жените ромки се во историјата на Република Македонија од независноста до денес само една ромка пратеник во собранието на Република Македонија, а пратеници роми постојано се вртат тие истите личности без воопшто да помислат на идејата дај да вклучиме жена ромка која што ќе ги застапува. Јас мислев и на моментот колку помогнале за заедницата. Јас не знам, нема нешто така евидентно да се случило изминатите 20 години. Добро, можеби немало медиумски простор да се експонираат, меѓутоа јас се надевам дека... Мислам на политичарите, значи. Само до тоа што најголем дел од проблемите во заедницата се дознаваат преку граѓанскиот сектор, говори за тоа кој колку си ја сработил работата и кој колку е гласен за потребите на заедницата. Сепак сметам дека треба да постои воиднина соработка. Еве сега сме сведоци дека на настанот кој што се случи по повод 8 април постоеше и голем интерес од ромските политички представници, го следеа настанот. Немаше реакции, никој не ни пристапи да каже еј супер, браво, дај да соработуваме заедно. Меѓутоа јас верувам дека не останаа рамнодушни ни тие после нашите говори и верувам дека и тие се замислија за тоа што треба да се направи во иднина. Мухамед, координатор сте на проект за наративите во здравството, таму во Кера, и не случајно сте тука, бидејќи има, еви јас како новинар ги следам со години тие проблеми. Неможноста за пристап до репродуктивно здравје и така натаму. Како стои ситуацијата сега со... Спомна и Елвис и се надам многу битен факт. Според последното истражување на иницијативата на жени од Шуторизари, 80% од ромките се невработени. Оваа бројка, за жал, има дури тенденција да порасне според последни неофицијални податоци, што е фрапантен податок, реално.
Тоа што е загрижувачко или директен факт е колку години се чекаше да се вработи гинеколог во општина Шутово-Оризари. Тоа говори за ставот кон ромската заедница во оваа држава и од институциите и од општата јавност. Но податоците, дури и од како почна со работа гинекологот во Шутово-Оризари, имаме податок дека висок процент од жените им се наплаќаат прегледите, иако тоа им следува бесплатно. Нешто на што HERA алармираше и во меѓународните институции, при што дојдоа прилично јасни препораки за нашата држава, како на пример за разгледувањето на состојбата со човековите права во нашата држава. Од работната група за универзален периодичен преглед се дадени прилично јасни препораки во смисла на тоа дека незаконската наплата од страна на матичните гинеколози наназад го ограничуваат правото на жените до примарното здравство, но тука акцентот е сепак ставен на тоа дека да, им се наплаќа на сите жени без разлика на етничката припадност, но тоа особено ги таргетира жените ромки од аспект што, како што напоменат, 80% од нив се невработени. Не треба да наплаќаат за никој, така. Да, така е. Тоа е. Инаку последиците генерално, не само со репродуктивното здравје, генерално со здравјето на ромите имаме шокантни примери кај што автор на статија за нашиот проект не известува за случај во Штип, каде што маж од 70 години и беше во прилично тешка состојба и на повик во брза помош доби одговор: имате ли пари да платите за возилото што ќе дојде? Доколку немаме веќе ние време да се расправаме со вас ромите. Последиците се исто така прилично лоши. Генерално животниот век на ромите е 10 години пократок од останатите заедници, што е прилично тажен податок, а тоа е последица и на дискриминацијата и на лошиот здравствен пристап на ромите. Лошите услови на живот, економскиот генерално, прилично големи се бројки. Исто така уште еден лош податок е што стапката на смртта на новороденчиња кај ромите е највисок за разлика од останатите заедници. Стапката на смртност, ако не се лажаме, 6%, голем нешто беше, не знам кој е последно. Спрема 4 кон 13,1 на 1000 роми, додека на национално ниво е 10,3. 6 према 4 е. Инаку во делот исто на невработено, затоа што ме прашавте, негде имаме регистрирано околу 6000 активни и околу 3000 пасивни баратели на работа. И тоа е константна бројка од текот на 2011 година, па до сега. Инаку во делот исто со мерките за вработување имаме од вкупно околу 6000 корисници на активни мерки за вработување. Роми се корисници само на околу 180. Тоа би сакал да го напоменам во делот на невработено, затоа што ме прашате. Имате ли некоја идеја околу предлог околу невработувањето на надлежните на власта да им посочите? Па видете, социјалното... Како тоа би се решило? Па видите, Јас забележувам во приватниот сектор и тоа ме радува. Забележувам нови вработувања. Некаде, значи, тоа се така некои поретки случаи, но има. Да. Има напредок. Како би го, ако вас ве прашаат предлог, што би предложиле? Така, па видете сега, нашата организација е поделена на 3 сектори. За жал, колегата не е тука денес со нас, кој што работи во делот на економија, меѓутоа, од тоа што што го разбирам, па видете сега, ние ако јас големиме вработеноста во јавна администрација, иако таа нели треба се намали. Затоа ве прашувам. Така, меѓутоа, доста актуелно е социјалното предприемништво во периодот. Постојат нели мерки за социјално предприемништво и мислам дека од тоа се пробува, ромската заедница да се активира и да почне своји бизниси, меѓутоа за жал повторно заедницата се соочува со административни бариери,
и со оглед на тоа дека се невработени истите кога аплицираат, да речеме, затоа што за да започнеш свој бизнис, потребно е да имаш капитал, така. поради невработеноста истите имаат ограничен пристап, да речеме, до кредити до банките, затоа што банките не така лесно даваат кредити за започнување, така да тоа е еден ланец, меѓутоа мислам дека во овој период се форсира тој така наречен социјален бизнис. Што може да се направи во делот на образованието? Значи да се стимулираат родителите да ги праќаат децата во училиште? Има ли процентуално колку е застапеноста во основното, во средното образование? Па вака, ние имаме бројки во однос на образованието. Во предшколско образование имаме околу 530 деца вклучени во градинките. И до сега тие се финансира, пола од средствата доаѓа од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, половина ги финансираше Министерството за труд и социјална политика. Сега има нова мерка која што се препушта на општините да го финансираат вклучувањето на деца во предучилишно образование. Во делот на основно образование ние имаме од прво до девето одделение имаме околу 9000 основци на ниво на држава, меѓутоа тука би сакал да напоменам дека имаме осип, од година во година имаме осип, секоја година не. Осипот се движи зависно од 7 до 8% на годишно ниво, меѓутоа кога би ги акумулирале не од прво до девето одделение и се да речеме ако во учебна 2000 не знам 8 година се запишале 1200 ученици и очекуваме барем 1100 да завршат во генерација 2016 година. Доколку го утврдиме овај осипот на годишно ниво, тогаш произлегува дека за 10 години ние губиме повеќе од половина од децата при осип. При опис, па сега при осип или повторуваат година или ја напуштаат државата, значи тоа се два фактори кои што ни се случуваат во овој момент. Да, има доста што во делот на средно образование имаме околу 2000 средношколци, од кои што за сите 4 години 250 на годишно ниво матурираат и во високото образование, како што напоменав, имаме по 30 студенти кои што дипломираат на годишно ниво. Сега позитивен момент е тоа што 60% од учениците кои што завршуваат средно образование се запишуваат на факултетите и тоа е еден позитивен тренд кај нас. За жал ние немаме податоци во однос на тоа колку од студентите магистрираат во високото образование. Верувам дека на годишно ниво имаме по 2-3 кои што магистрираат. Да, меѓутоа, значи имаме еден тренд на зголемување на бројот на студенти, они кои што дипломираат, кој што е за пофалување и можам да кажам дека во делот на образованието, ако ги видиме 4 домени, таму имаме најголем прогрес и е навистина за жал ако овие деца не може да го најдат своето место во оваа држава и потоа не се случува трендот на напуштање. Нашите се множи со еден лекар, еден обвинител, тоа се мислеше во однос на вработувањата или во однос на образованието? Еден лекар не, за среќа имаме се повеќе лекари роми и покрај тоа што шансите за специјализација на ромите се многу ограничени. Последниот конкурс за специјализација што така имаше проблеми каде ром кој што аплицираше за специјализација не ја доби таа специјализација. Мислам дека потоа имаше некои разговори за давање на таа субспецијализација беше во прашање, за давање на таа можност, меѓутоа роми специјализанти има многу мал има број. влијание етничката припадност при аплицирање. Вака сега бројот кој што се дава за специјализација е ограничен.
А надпреварот кој што се случува таму внатре меѓу самите надпревар кој што надпревар во кој што лице кој што од ромска етничка припадност и кој што доаѓа од средина каде неговите родители се одвај со основно образование, многу тешко може да го надмине. Се работи најчесто за апликанти кои што се деца на доктори и мајката и таткото се доктори и кои што имаат многу силна подкрепа за разлика од апликантите роми. И баш поради тоа и постои известен број на роми и лекари кои што завршуваат општа медицина и после тоа одат во Германија, роми лекари. Во однос на прашањето за образование кое што го поставивте, јас сметам дека од онаа работа што ја имам правено на терен, од она што го имаме забележано како организација при посета на најмаргинализираните, оно што се вика најранливиот дел од ромската заедница, оние заедници кои што живеат без вода, без струја. Јас немам запознаено ромско семејство кое што не сака неговото дете да оди на училиште. Верували или не? Знам дека постојат голем број активисти кои што ќе ме демантираат, меѓутоа моето искуство е дека не сум сретнала родител кој што не сака неговото дете да оди на училиште и да го заврши. Причината зошто се случуваат ваквите бројки е нивната социјална несигурност, финансиската нестабилност. И јас единствено лекот го гледам во социјално-економско охрабрување на семејствата. Ако едно семејство нема доволно финансиски средства за да му даде за ужинка, значи се работи за семејства кои што преживуваат со 20 евра, со 1000 денари месечно, што попрво да се направи со 1000 денари? И тоа со собирање на картон, знаеме, секундарни материјали. Со пластични Значи, неопходно е она што се вели економско охрабрување на семејствата и секако да имаат пристап до вода, до струја, најосновни услови. Поради тоа што еве пред некој ден бев во посета на конкретна заедница тоа е дел од Бајрот во Битола, се нарекува Петочна вода. Во тој дел од Бајрот нема пристап до вода, електричната енергија им ја исклучуваат кога властите ќе решат за тоа, немаат нормални струјомери и покрај тоа што дел од нив добиваат сметки кои што се повисоки од мојата сметка за струја. Јас живеам во центарот на Скопје, тие живеат горе во планина на Битола, во Битола. Значи прво мора да се навистина да се поработи на овие основни услови. Не може дете ромче да пратиш на училиште со останатите да се надпреварува, доколку тоа не може да се искапе, не може најнормално да ја одржи таа хигиена, нема доволно финансиски средства. Да не биде таргетирано во училиште, дека не е испрано. И тие екскурзии што се организираат исто така бараат определени финансиски средства. Значи тој надпревар не е еднаков. Ние не почнуваме од иста стартна позиција. Сега дека државата, односно институциите, еве Министерството за образование по-конкретно, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, не пронајде мерки, посебни мерки кои што ќе се однесуваат за овие семејства, се со цел тие да имаат услови да можат најнормално да функционираат, поради тоа што викаме бесплатно образование, бесплатно основно и средно. Меѓутоа не е бесплатно. Има голем број на трошоци кои што се појавуваат дополнително во текот на образованието, кои што се поврзани со најразлични активности кои што ромските семејства на вистина не може да ги обезбедат. И токму поради тоа велиме не сакаат, не е дека не сакаат, и да сакаат немаат можност подеднакво да навлезат во тој предизвик, во тоа што е неопходно за нивните деца. Вие работите на некој начин представи правите пред студентите од медицина, што им порачувате, што им кажувате за да знаат што се случува? За еден ден кога ќе станат лекари, да кажеме, на што да го стават акцентот, да бидат свесни, да нема дискриминација, предпоставувам. Со почетокот на проектот, ние организираме акредитирани работилници за здравствени работници сега што работат. На тие работилници се присутни и идните здравствени работници, студентите на медицинските факултети. Вклучуваме и роми во тие работилници од причина што тие здравствените работници, студентите на тие работилници учат за ромската култура и традиција. Дел од нив доаѓаат со никакво знаење за ромската заедница, дел од нив доаѓаат со погрешни знаења за ромската заедница. И тие доживуваат така наречен емотивен шок со тоа што го слушаат дека и ромите се исти како останатите. Во 21 век, но нешто мора да се прави, целиот проект да се тргне во таа насока. Еве баш сега ќе организираме и форум театарски представи што ги спомнавте на факултетите.
на медицинскиот факултет во Скопје, Високата медицинска школа во Битола и медицинскиот факултет во Штип, така што студентите ќе имаат прилика да гледаат, условно кажано, представи, но реални случувања што се случуваат во амбулантите. Нешто со што се среќаваме сите роми кога одиме во амбуланта, чекањето ред, негативниот пристап, така што тие ќе имаат можност и да гледаат, но да се вклучат, бидејќи нели тоа е разликата измеѓу класична театарска представа и форум театар, да се вклучат и да го менуваат контекстот што се случува на сцена, така што очекуваме кога ќе дипломираат, кога ќе станат здравствени работници, се надеваме дека на тој начин ќе го сменат својот став, поинаков пристап кон ромската заедница, ќе имаат еднаков кој сите останати заедници. Кога сме веќе кај образованието, да не испуштам, присутна ли е таа сегрегација во училиштата се уште како што беше порано? Да, за жал се уште е присутна. Тоа се случаи кои што веќе 9-10 години датираат, не е нов случај. И покрај тоа што има дел од организациите кои што веќе упатија критики алармираа за овие училишта кои што се сегрегирани, никаква промена не беше направена. Јас моментално работам на два такви случаи. Едниот случај е во Штип, основното училиште Гоце Делчев, ако спеам да го споменам. Секако. И другото училиште е во Битола, основното училиште Ѓорги Сугарев. Разликата меѓу во сегрегацијата во овие две училишта е со тоа што Ѓорги Сугарев е целосно сегрегирано училиште, каде што над 90% од учениците се ученици од бајрот од ромска етничка припадност, а училиштето во Штип има посебни паралелки кои што се формирани само со деца роми, значи не е целосно сегрегирано училиште, меѓутоа има посебни паралелки формирани само за првачиња, ученици роми, кои што понатака идните години стануваат втора генерација, трета генерација, четврта генерација. Во однос на постапките, до сега поднесовме тужба против двете училишта и против Министерството за образование до судовите. Двете постапки и во Битола и во Штип беа пренесени пред Основниот суд во Скопје. Постапката беше затворена поради процесни причини. Во тој период не беше на сила и се уште не е на сила новиот закон за превенција и заштита од дискриминација. Главниот проблем беше што таа постапка беше поднесена, тужители бевме невладините организации, а не самите деца, поради тоа што нелогично беше за нас, значи над 30, 40, 50 деца и повеќе од тоа што се сегрегирани, секој од нив да биде тужител, секој од родителите да биде тужител. Меѓутоа, сега со усвојување на новиот закон за заштита од дискриминација, верувам, исто така во законот е предвидена сегрегацијата како посебна форма на дискриминација, верувам дека тоа дозволува дополнителен простор за повторно покренување на граѓанска постапка, а во меѓувреме ние во тек започнавме и постапка пред Уставниот суд. Значи, сегрегацијата на ромите е моментално проблем кој што од страна на родителите како поднесители, со помош на Европскиот центар за права на ромите, правна поддршка е застапен пред Уставниот суд. Чекаме да се одржи таа јавна расправа, поради тоа што се работи за специфична постапка, која што е во однос на уставна тужба, која што е правен лек, кој што е многу ретко користен во Република Македонија. Многу почесто се користи таа уставно правна иницијатива во однос на постоечки закони кои што може да бидат дискриминативни. И не знам, се надевам дека Уставниот суд ќе поитна постапка ќе го реши овој проблем, поради тоа што се работи за проблем во кој што треба итно да се реагира. Со долговлекување на времето добиваме генерации и генерации на деца роми кои што завршиле образование сегрегирано. Добро, тука и дискриминацијата во базени, во ресторани, имаше враќање од граница, не знам сега каква е ситуацијата, дали се случува тоа? Полициска бруталност, евикции, секојдневни евикции, знаеме за присилното иселување на лицата горе од Кале, кои што само 20 семејства, значи не сите семејства кои што беа горе на Кале се сместени привремено во Визбегово, во контејнерите. Да, контејнерско сместување, не би ги нарекла бараки. Меѓутоа постојат секојдневно постојат лица кои што одат се враќаат назад на Кале поради работата која што работат. Визбегово е тежок за пристап за нив, поради тоа што и превозот, јавниот превоз е многу поредок, за разлика од тоа тука на Кале нив им е блиско центарот, да се работи за лица кои што
главно се занимаваат со собирање нели на Пластични пластични шишиња, шишиња, да. И тоа е случај кој моментално се наоѓа пред Европскиот суд за човекови права. Случајот таму е регистриран како Бекир и други против понанешна Југословенска република Македонија, бидејќи така беше нашето тој период беше поднесено, да. Да. И чекаме тоа да се реши правно од Страсбург, меѓутоа во моментот околу 20 семејства се во избегово. Тоа не е решението кое што ние го баравме како правни застапници на овие семејства. Баравме ревизија на бројот на социјални станови и повторно аплицирање на овие семејства за социјални станови и оние кои што нели ќе ги исполнат тие критериуми да си добијат социјален стан, бидејќи социјалните станови се мерка наменета токму за вакви видови. Овие семејства спаѓаат во најранливите семејства во Република Македонија. Доколку отидете на Кале и видите што се случува, на кој начин живеат, ќе ви биде сосема јасно. Сме снимале, знаеме, сме взимали изјава. Ми останавте должна само околу девојчињата од 25 мај, имаше судска разрешница тука? Во однос на 25 мај, тој случај за тој случај ние известивме, бевме први кои што алармиравме за ситуацијата. И од тој момент кога алармиравме, институциите на некој начин се разбудија и ни ветува дека ќе биде формирана таа посебна комисија која што ќе расправа, ќе работи само на овие случаи, дека по итна постапка ќе бидат решени. Решивме да им ја дадеме таа можност. Од тој период, значи, Европскиот центар за права на ромите веќе не добиваше ниту официјална кореспонденција за тоа што се случува со истрагата. Целата таа истрага беше под капата на Министерство за труд и социјална политика и таа посебна комисија која што беше формирана. Чекавме на исход, за исходот дознавме од медиумите. Беа побрзи од нас, ние не бевме информирани директно. Она што се случи е дека обвинение беше покренато против 3 лица од ромска етничка припадност, кои што беа вмешани во трговија со луѓе, и осудени на по 14, 15, 16 години затворска казна и нивните имиња беа болдирани, објавени за кој што јас не се согласувам, нели, во електронските медиуми поради заштита на нивните лични податоци и покрај тоа што тие се сторители на тој вид на дело кој што спаѓа на никој од надлежните не во однос на надлежните се заврши со моралната оставка на директорот на 25 мај во тој период. Ништо друго не се случи. Всушност директорот на 25 мај јас потоа дознав дека е прераспределен во истиот дом на некоја друга функција. А во однос на граѓанската постапка, поради тоа што покрај оваа јавно-обвинителска постапка, ние покренавме и граѓанска постапка пред судот во Скопје за сите 3 девојки кои што беа предмет на ваква сексуална злоупотреба. Таа постапка е се уште во тек пред судот, меѓутоа се соочуваме со потешкоти. Адвокатот од страната на тужените побара од нашата организација гаранција една добра сума финансиска, дека нашата организација во случај да го изгуби случајот ќе плати компензација на државата. Тоа беше на некој начин блокада неочекувана за нас. До сега никој од нас не побарал да однапред да им депонираме средства за во случај ние да го изгубиме случајот, дека им гарантираме дека ќе платиме. Да, навистина. И бевме изненадени од сето тоа, меѓутоа секако организацијата прифати што и да се случи, меѓутоа и поднесовме жалба во која што наведовме дека нашата организација долго време се занимава со застапување на правата на ромите и дека во секој случај ние ги преземаме сите обврски за нашите клиенти и таа жалба беше уважена. И сега се враќаме конечно на главниот предмет на расправата, односно што ќе се случи понатака, дали овие семејства ќе бидат обештетени и што ќе се случи со девојките. Се надевам исто така дека и овој случај ќе биде решен што поскоро можно, меѓутоа еве ова што досега го имаме како резултат не ветува многу искрено. И на крај, кој од вас сака, ако сакате сите, како судството полесно да ја препознае дискриминацијата или некој апел до судството, не знам. Па, видете, мислам, во делот на судството, мислам дека првично, пред да одидеме кај судството, мислам дека потребна е итна реформа прво на Комисијата за заштита од дискриминација. Затоа што верувам дека најголем дел од представките по однос на етничка дискриминација се поднесени од страна на роми. Потребно е да има лице ром вработено во комисијата. А понатаму верувам дека во делот на судството навистина е потребна
обука на самите суди за тоа да препознаваат дискриминација и да утврдуваат дискриминација. Не знам ако сака Мухамед или Сенада да додаат нешто. И тоа е тоа. Јас се согласувам со тоа што го кажа Елвис и во мојот говор напоменав 3 препораки за судството. А првата препорака беше дека треба да вклучи правници роми, адвокати роми. Затоа што имаме лица кои што се обучени, кои што имаат можноста и квалитетот, го имаат квалитетот, меѓутоа не им е дадена можноста да работат да имаат таква правосудна функција. Втората моја препорака беше тренинг на судиите да препознаат дискриминација кон ромите, не дискриминација генерално, поради тоа што формите на дискриминација кон ромите се специфични и постои специфичен начин како да се препознае и доказните материјали и целата таа постапка треба да има специфичен карактер кога се работи за лице кое што не е писмено, не го разбира македонскиот јазик, никогаш не бил во таква конфронтација со системот и самите лица кои што се дискриминирани уште од старт го имаат тој страв дека треба да одат на суд поради тие некои трауми кои што ги имаме од историјата од нашето минато како роми. И третата моја препорака беше дека судиите треба да ја следат праксата на Страсбург. Треба малце повеќе да ги читаат пресудите на Страсбург, да избегнат од тоа нивно судско его. Затоа што јас сум правник и знам дека правниците имаат многу големо его и веруваат дека само они се во право и дека тие најдобро го знаат правото. Меѓутоа треба во секое време да следиме пракса не само на судот во Страсбург, впрочем. Има и интерамерикански суд кој што исто така донесува пресуди кои што се поврзани со дискриминацијата на црничкото население, на пример, на Африкан Американ групата. Исто така и тие носат многу прогресивни пресуди кои што може да се искористат како знаење тие искуства и колку што е можно повеќе судиите да бидат свесни дека се работи за специфична група и дека начинот на кој што ги носат тие одлуки, се до тоа што ќе го пресудат, они има голем импакт не само врз конкретниот клиент, туку кон целосната заедница, како што беше например минатиот месец одлуката на обвинителство кој што има на вистина импакт кон целата ромска заедница поради тоа што беше на некој начин озаконет говорот на омраза кон ромите и расните навреди кои што се употребуваат. Мислам дека горе-долу со слична изјава скоро имаше и рейсот према македонската. Мислам горе-долу ако направиме компарација помеѓу говорот на омраза, објавен од страна на Ирена Иристич и имам горе-долу по тежина според мене се исти. Да, меѓутоа третманот видовме, значи во првите 2 дена одма и Хелсиншкиот комитет се активираше и низа други академик, низа правни портали реагираа на тоа. Ако се случи говорот кој што ги таргетираше ромите, ромската заедница, единствено ромските заедници беа тие гласни, а покрај тоа и бевме напаѓани од остатокот од активисти, дека тоа ние што го тврдиме всушност не е говор на омраза. Затоа што во нејзинот говор она директно насочи кон тоа каква националност сме ние. Исто, мислам горе-долу беше не опиша исто како дивјаци. Па истото мислам дека. Добро, бидејќи Ирена не е тука, не можам да говорам од баш за тој случај, но еве вие си кажавте ваш став. Во однос на препораките за судството се согласувам со колегите. Чисто на кратко препораки што би можеле да предизвикаат подобрување во однос на состојбата конкретно во здравството. Што поитно да се реши статусот, да се зголеми бројот на ромските здравствени медиатори, кои што покажуваат успеси на терен, бидејќи се алката помеѓу пациентите и здравствените работници. Иако еден период имаше проблем со исплатите и не знам како така. Се ангажирани на договор на дело. Системски решенија за вработување, особено на најранливата категорија, тоа се жените ромки. Исто така тоа што сакам да напоменам е сеопфатно сексуално образование во училиштата, поради тоа што според истражувањето што го наведов преска, дури 20% има малолетничка бременост кај жените ромки во Шутовриза, што е висока бројка, со што сметаме дека со воведување на предмет за сеопфатно сексуално образование би се
намалила оваа бројка и тоа е прилика. Посетата на патронажни сестри исто така. Значи, жените ромки имаат право минимум 4 пати за време на бременоста да бидат посетени од патронажни сестри. Јас брев пред непол месец во Шуто Оризари, разговарав со бремени жени ромки кои што до сега ниеднаш не биле посетени од патронажна сестра, а се во 7, 8, 9 месец. А знаеме колкаво е значењето на посета од страна на патронажна сестра. Добро, они се правдаат, немаат возила, таму е непристапен терен, но сето тоа може да се реши на многу едноставен начин. Апсолутно. Ви благодарам на сите што бевте гости. Благодариме на поканата.